Негата на кожа и во постудените денови е исто толку важна како и во лето. Студот и ниската температура придонесуваат кон пониска влажност во воздухот, а со тоа се губи и влажноста на кожата. Дерматолозите препорачуваат дека употребата на средства за лице со заштитен фактор, како и со хидрирачки ефект, се од исклучителна важност за заштита на епидермот на кожата, особено во нашето поднебје, каде поголемиот дел од луѓето се карактеризираат со светли очи и кожа. Значи, кожата во текот на цела година треба да се заштитува со заштитен фактор. Ние кај нас во Македонија најчесто сме фототипови 2 и 3, тоест лица со светли кожи и светли очи, кое што е апсолутно ризична категорија при изложување на сончеви зраци. Во зима задолжително, затоа што пациентите често користат планински регии, одат на скијање, каде што се наоѓаат на повисоко, треба да се користи заштитен фактор. Најчесто хидратантни креми, кожата во текот на зимата станува покрај ова, заштитата од светлите UV зраци, треба да се хидрира доволно, да се користат хидратантни лосиони, хидратантни креми, кои што ќе овозможуваат целодневна влажност покрај заштита. Освен надворешната хидратација, внатрешното хидрирање, односно доволниот внес на вода и витамини и минерали, исто така придонесуваат кон одржување на здравата состојба на кожата. И апсолутно исхрана која што е богата на витамини, минерали и доволно хидрирање, внесување на соодветна количина на вода и течности, затоа што сепак кожата е дел од целосниот организам и треба да внесуваме и преку исхраната состојки кои што се здрави за нашата кожа. Светската здравствена организација сугерира дека и во мрачни денови повеќе од 80% од штетните UV зраци може да навлезат во кожата, а водата, песокот и снегот ја зголемуваат таа опасност. Според податоците, на секои 1000 метри, нивото на UV зрачење се зголемува за приближно 10%, а во зависност од местоположбата, овие проценти можат да бидат зголемени и за тројно повеќе.